Уште едно добар ден, добро вечер од другото студио во телевизија 24, од каде што ја реализираме емисијата Аргумент плюс гостин во неа денеска, професор доктор Ицо Најдовски Перин. Ицо, добар ден и благодарам што ја прифативте поканата. Мирјана, благодарам на поканата и со задоволство секогаш со вас ќе разговараме за македонските работи. Така, ви благодарам многу, долгогодишни колеги сме, само вие од другата страна, нели, на земјината топка, како да кажам, ние сме тука каде што сме, но доаѓате често во Македонија, па еве го искористивме вашето присуство повторно да се видиме, да поразговараме, причината поради која што најмногу сте дојдени, а тоа е нешто што ќе се случува наредната недела, откривате биста во алејата на непобедените на борецот Илија Димовски Гоче. Може ли нешто поконкретно за тоа? Да, само сакам една реченица да кажам дека иако сум јас од другата страна на Австралија, односно на планетата, сепак сме ние колеги, јас сум член на Сдруженијето на новинари 30 на години. Точно, да, така да сме блиско и по таа линија. Инаку во Македонија, вие како што знаете и јавноста знае, дека јас скоро доаѓам секоја година овде во нашата татковина. Мила ми е, убава е Македонија, носталгијата е преголема и затоа сум скоро секоја година овде. Ова година имаше две причини за да дојдам овде во Македонија. Првата што спомнавте беше, односно бистата на Илија Димовски Гоче, командантот на првата егејска ударна бригада, која е формирана на 18 ноември 1944 година во селото Велушина во Битола. Мощна значајна личност е Илија Димовски Гоче, заборавен во Македонија од и научниците и властите во Република Македонија. Неговиот точно, јавноста не е многу запозната, нити па има нешто што многу да се прочита како извор, нели, за... Па видите, затоа што е запоставен, инаку Илија Димовски Гоче одигра на многу значајна улога. Испрема мене како историчар, Илија Димовски Гоче го носи прекарот по Гоце Делчев. Затоа македонците, ние да речеме од Егејска Македонија, наместо Гоце велиме Гоче, наместо Ицо велиме Ичо. Илија Димовски Гоче е познат по тоа што уште од раните негови години тој се занимава со ослободувањето на Македонија во Егејскиот. Тој потекнува од селото Статица, Костур, и притворан е некаде на неговите 18-19 години, потоа излегува од затворот, го регрутираат во грчката војска. Во 1940 година тој учествува во војната против Италија. Потоа во Втората светска војна се бори против ѓерманците во Егејскиот дел на Македонија. Неговата бригада, односно составена од 3 баталјони, Костурскиот, Леринскиот и Воденскиот, влегуваат во Битола, учествуваат во ослободувањето на Битола. Учествуваат со 2500 војници, македонци од Егејска Македонија, што говори за неговата личност, неговата способност како командант, дека бил доста способен во Втората светска војна. Значи, излегува од Егејскиот дел на Македонија, влегува со неговата бригада, прифатена од југословенските тогаш власти, да речеме, бидејќи тогаш беше Втората светска војна, се уште не беше формирана Југославија како што ние ја знаеме, како што вие, да, и сепак учествува заедно со единиците на југословенската на борците од југословенската армија во тоа време и македонците кои учествуваа во ослободувањето на Вардарска Македонија од бугарските окупатори во 1944 година. Потоа во договор со Врховниот штаб на Југославија и на Македонија со Михајло Апостолски, бригадата на Илија Димовски Гоче е испратена во Тетово да се бори против балистите. Таму се ослободува Тетово и неговата бригада 2-3 илјади и повеќе сега борци веќе се приклучуваат кон него, се спушта надолу, го ослободуваат Гостивар,
од Гостивар слегуваат во Кичево, од Кичево во Дебар, од Дебар во Струга и повторно се враќа назад на Грамос и на Вичо, познатите планини во егејскиот дел на Македонија. Излегува од составот на ЕЛАС или на Грчката комунистичка партија во тоа време и тогаш се формира и бригадата. Затоа велам е мощна, значајна личност. Колку ви требаше време во интерес на времето, што немаме доволно за емисија, сакаме на други или теми да поразговараме. Колку време ви требаше за да ја завршите процедурата и еве веќе наредната недела да откриете биста во алејата на непобедените на градските гробишта? Меријана, како да кажам, наидов на многу препреки. На многу препреки, дури во последен момент, еве да јас во четврток си одам, се враќам назад во Австралија, ние во вторник ќе откриваме бистата. Не можевме да ги добијаме потребните документи, па оди кај овај, оди кај друг, кај трет, четврт, навистина хаос. Хаос во администрацијата на Република Македонија, еден споменик со одредено место, се знае се, да не можеш да ја завршиш работата. Многу, мислам, многу ниско. И колку време ви требаше вака временски месеци, години? Па еве 2 месеци веќе сум во Македонија, како бистата е излеана, пак направен е планот од инженер, направено е се како што треба. Затоа што ќе биде во алејата на великаните одма до Михајло Апостолскије. Така. Добро, пак релативно брзо се завршила работа за 2 месеци. Уште еден збор сакам да кажам за Илија Димовски Гоче. Спрема мене, Илија Димовски е некаде трет човек во македонската историја. После Гоце Делчев и Методија Андонов Ченто, тука јас би го ставил Илија Димовски Гоче. Тука некаде, значи според неговото значење, добро е ова можеби е предизвик и до пошироката јавноста што е следи емисијата, да можеби повеќе се заинтересира да побара информации за овој борец, командант, како што 9 години се бори од 1940 година до 49 година. Илија Димовски Гоче е во униформа. За неговата бригада зборува и кабинетот на Винстон Черчил. Јас кога работев мојата докторска дисертација, англичаните беа уплашени од тие 30 до 50 илјади војници што беа партизани македонци во Егејска Македонија. И тогаш Черчил бара да се извлечат партизаните од населените места од селата македонски и градовите, да ги извадат на фронтална линија, впрочем и што направија, после ги испотепаа таму, ако се сеќавате, и употребија и напалм бомби за прв пат. За прв пат, точно, тоа постои како факт, како вистина постои. Ицо, вие додека бевте во Македонија, престојувавте и во Пула кратко време за учество на семинар, чинам, ако не се лажам. Да, тоа е научен семинар. Учествувавме десетина научници од Република Македонија, па и пошироко. Меѓу нив беше и поранешниот председател на МАНУ, Љупчо Коцарев, јас бев Драгица Поповска од Институтот за национална историја. Бевме историчари собрани за македонскиот идентитет, одржување на македонскиот идентитет. За мене тој семинар е мощно значаен и затоа доаѓам дури од Австралија. Една голема благодарност до Алдо Климан, кој е навистина многу способен човек и од тој семинар секогаш издава книги, зборник на хрватски и на македонски, што е мощно значајно. Инаку јас зборував за улогата на Македонската православна црква во Австралија или во... Се дојде до некои нови сознанија, разменети еве околу македонскиот идентитет на овој семинар во Пула? Па, нормално, видите сега, ние зборувавме, еве јас се зборував за улогата на МПЦ со векови наназад, а не сега од 67 година. Христијанството во Македонија е познато, со неколку реченици ќе кажем, уште од првиот век со апостол Павле, па Јустинијана Прима во 4-тиот век, па понатаму ако одиме светите Кирил и Методија, свети Климент и Наум, па Кирил и односно понатаму да не одам, да должам, продолжуваме, значи улогата во
отсуство на држава ние имаме Македонската православна црква. И така како нитка, да речеме, Да, истото таа го прави и во Австралија. Морам тука да го спомнам тоа дека мощна значајна улогата на МПЦ како институција, со исклучок на некои поединци, дали е тоа надлежен архиереј или пак некој свештеник. А инаку но сепак генералната нитка и линија се постои се МПЦ е лицето на македонскиот народ. Си го зафаќа, нели, местото во општествата каде што имаме, нели, наши иселеници и тоа. Овде фативте дели од атмосферата поврзана со локалните избори. Што имате да кажете? Сме напреднале? Сме имале ли европска кампања или далеко тоа? Или кампања како што има во поразвиените држави од нас? Како Австралија, може ли споредба да се направи? Не може споредба да се направи, за жал. Ова што го видовме, ова што го доживеав овие 2 месеци, особено пред локалните избори, Скопје беше протонато во ѓубре. Излегов да видам, не сакав да пишувам, не сакав да известувам, да информирам, меѓутоа гледам стаорци колку мачки големи, собрани кучиња, оставено тоа ѓубрето на улиците. Во центарот еднаш ми падна толку многу криво, во самиот центар во Скопје, купишта ѓубре, па тоа го нема никаде. Ниту во африканските земји, па ниту во некој најнезаостан. Не знам каде е тука работата, меѓутоа апсолутно јас не се сложувам. Не е убава слика за сите оние што доаѓаат, не што се... Видете, Мирјана, јас сакам да испратам и оваа порака. Институциите не работат во Македонија, работат политичките партии. Не може Скопје, една метропола, главен град на Република Македонија и во светот познат, да биде завиткан во гној, во ѓубре. Не може, без разлика дали се тие локални парламентарни председателски избори. Тука треба Скопје да е чист и готово. Граѓаните си плаќаат за услуга и треба да ја добијат таа услуга, апсолутно. Не можат тие да оценуваат од сега бил овој, бил оној, бил институцијата за чистење треба да работи. Па нека се гласа. Што има врска сега институцијата за чистење на Скопје со гласањето? Никаква врска нема. Каква конекција има? Тоа не може да се случи во Австралија. И што се овие избори вакви? Што е ова кампања? Се собрале таму по 5.000, 10.000, па автобуси, па не знам што. Па ќе направиле, чекај само сакам да кажам, па ќе направиле паркови, па ќе направиле игралишта, па ќе направиле тениски игралишта, па ќе го пуштеле овај пат, ќе го направиле мостот, па кај беа 4-8 години. Еве, се возам низ Скопје, возам јас лично, возам низ Македонија, ништо не е поправено. Не зборувам само за последните 4 години, туку и 8 и 12. Како што било пред 12 години, така е и сега. И сега ги слушаме толкави во устите отворени, сите, не еден, сите, ова ќе направиме, тоа ќе направиме. Ма што ќе направите? А тие толку, како да кажам, во употребата на финансиските средства, ќе направиле, од каде ќе направат, од на татко му имотот? Чии пари се тие? Што ќе прават? Тоа не баш многу финансиски конструкции, од каде пари за чие се тие пари со тие што ќе прават паркови зелени, игралишта зелени и така натаму? Па нормално дека се наши пари. Не се нивни, па тој сега ќе дојде и градоначалник или таја и сега ќе ни направи нас парк. Каде ќе ни направи парк во Скопје? Каде? Се е уништено. Нема никаде, само таа кампања и во она арамилокот што постои овде во Македонија. Па така се кради, ефективно се кради, колективно и ефективно. И ништо, затоа немаме ништо. Гледам по мостовите, бојата уште е од Јосип Броз Тито од Југославија на мостовите. Нема мост направен, обележан. Возам низ Скопје, не се обележени патиштата, не знаеш дали вртиш лево, која е линијата за лево, која е за право, која е за десно. Тоа страмота е тоа. Што се елементарни, нели, како да кажам, елементарни работи што треба да ги поседуваме. Семафори нема на улиците. Македонија е единствена земја во светот каде што предност имаат колите, се на тротоар паркирани, кај што треба да одат пешаците, а пак пешаците одат на улица. За културата да не зборувам, да речем и сообраќајната култура во Австралија и за овде,
тука трошењето на пари. Во Австралија локалните избори што не се ни цента не се троши, една цента не се троши. Јас го сакам да се кандидирам за градоначалник на Мелбурн, градоначалник да речеме на некој од предградијата како што е Карпош, Лисиче. Така како дел општина. Ќе си направам јас програма, ќе си направам слики од джепот мој и ќе ги ставам кај што е дозволено. Да, кај што е определено, ќе ги ставам таму и ќе се борам ако успеам да земам нешто во медиумите. Оваа споредба во Австралија и овде, трошење и фрлање на пари. Зошто? Организирате таму митинзи? Какви митинзи? Нема, ти треба да го убедиш, ќе одиш по луѓето, ќе трчаш, по гласачите трчаат. Ние обратно правиме во Македонија. Ние трчаме по оне што го плаќаме. И него што му е должно за да работи таа работа. Платен е за тоа. Ние не ги сменавме, ако се сеќавате, некаде јас 2017 година, кога реков јас, ако се сеќавате, токму ние заедно бевме, кога велев јас, во институциите треба да се смени менталитетот на човекот што седи внатре, а не да се бојади са зидот со вар, да биде зелен или да биде бел. Ние тоа правиме. Што е подобрено? Здравство? Не. Образование? Не. Сообраќајот, улици, патишта? Не. Туризам? Никаков. Еве вие доаѓате, велите секоја година, ако не секоја втора година, ама тука сте, на година, на две, на три сте тука. Не забележувате, ние можеби знаете, сме се претопиле во тоа секојдневие, да речеме граѓаните што живееме тука. Ама тие што доаѓаат повремено не гледаат напредок, туку гледаат назадување. Ма не видите, во кампањата што ја следев оваа кампања, јас не гледав нешто што ќе биде од корист на македонскиот народ, на државата, на нацијата. Јас таму гледав кавга улична, како 2-3 деца кога се караат во некој парк. Татко ти кради и сега кај вас на телевизиите, на дебатните емисии, преовладува 80% татко ти кради. Мајка ти е таму вработена. Даде на лична основа. Апсолутно. Со навреди. Големи навреди. И сега, тоа што покажува кај луѓето што се не сакам никога да понижам. Ако некој човек размислува добро, тој кради, овој кради, оној кради, сите крадат. Значи заклучокот доаѓа дека сите крадат. Ние на тие дебатни емисии не слушаме нешто напредок, да речеме за животот на локалните избори, се животот на локалното население. На локалното население. Локалната самоуправа не е за политичките работи на Македонија надвор од Република Македонија или внатре, за локалното население, па нема тука напредок никаков. Ајде вие спомнете ми, да речем, јас не ве прашувам, ајде да спомниме заедно еден објект кој е направен. Еден, а меѓутоа колку пари земаме, колку милиарди земаме на заем од Меѓународната банка? И каде одат тие пари? Милиарди. Каде одат тие пари? Дека се после изборите ќе се тргне ударнички. Ма не е прв пат, Мирјана, ова се не се овие први избори. 30 не ве гледате прв пат после под 50% граѓаните излегува на избори. Значи тоа е таа тенденција. Па ги прашував јас, се интересира, прашував јас не за кого ќе гласаш, ќе одиш на гласање, затоа што ние имаме навика, традиција во Австралија, не се прашува за кого ќе гласаш, што си е негова работа. Да. Ама овде ки сите знаат по список кој на кој со кого гласал. Дори знаат да ДУИ за кој гласале, Левица за кој гласале, ВМРО за кој гласал, СДС за кој гласал, ги знаат на број од еден до последен. Јас син ми не знам за кого гласа, ќерка ми не знам. И кога го прашав еднаш син ми на 19 години, тато ми рече, јас сум возрасен човек, јас ќе гласам за кој сакам. Не ти да ми кажеш, а тука немаме таа слобода ние. И таа култура. И таа култура, таа слобода и таа култура, да. Во тој поглед, го гледам часовникот уште колку имаме време. Како си задоволен од тоа како се развиваат односите меѓу матицата земја, како да кажам, мајка и диаспората? Па слаби се нашите односи и слаби се и нивните односи, или воопшто не постојат. Еве веќе година и нешто имаме нова влада, дали нешто е мрднато на тој план, дали нешто заживеат да се
зацврстат тие релации, на времето ги имаше, нели, поблиски релации со диаспората, со тоа не знам сега како е таа работа. Кај нас во Австралија се многу слаби или воопшто не постојат. Сега имаме тука и делегација од нашата општина за Мелбурн и Викторија. Првата црква Свети Ѓорѓи и Пресвета Богородица, 65 години славевме, а сега имаме некој спор мал, да кажам, или пак барање за надлежен архиерей, нели, после блажено покојувањето на Тимотеј, кај нас се испразне местото. 12 црковни општини бараат да е калуѓерот, монахот Гаврил, отец Гаврил од манастирот Свети Климент Охридски во Мелбурн, да биде надлежен архиерей. Сега како ќе се одвиваат работите, не е до мене. Така де точно, нека решат и нека да. Овако. Добро, ме интересираше и да речем државата како комуницира со диаспората или речи се не ги избегнуваат, нас не избегнуваат, особено не можат да поднесат вака критички осврт кон нештата кои им се должност, исто како што не е должност секоја утро ние да се мијаме образ, инаку ќе излиш не мијан во образот или не чешла, ни сега ги слушаме на телевизија, јас ќе го очистам градот. Ма на институцијата им е должност да го очисти градот. Ова што го видоа странските државјани, туристите, па и овде ке амбасадите во Скопје, па на што личи? Не се ли срамат? Од еден до последен никого не обвинувам, вака лично да речам, не посочувам никого, меѓутоа ми е криво што институцијата не работи. Значи некој ја спречил таа институција, навлегува во ингеренциите каде што не му е место. Тоа во Австралија го нема. Затоа тоа сакав сега да ве прашам, но и не има простор за прашање каде е Австралија, каде сме ние или другиот развиен свет. Такво нешто нема, не гледаат сите во Република Македонија и во Австралија не гледаат. Некој нека демантира дека ова што го кажувам не е така. Апсолутно во Австралија ова го нема, а пак за кампања не се случило да затаи некоја институција и како од овој тип да речеме. Не. Па ниту пак изборите се состојат на федерално ниво, на државно ниво и на локално ниво, дали имало кампања. Никако нема такво нешто. Си одат кандидатите, ќе оди на маркет, ќе оди на зелено пазарче, ќе оди во Даймонд, ќе оди во Капитол мол таму, ќе се сретни со тебе, ќе ја кажува програмата, нема таму 1000 души. Најголемиот собир кај овие политичарите е конвенцијата што ќе ја одржат при крајот на кампањата. Тоа се нивните, да кажам, членови од околу 500 души. Нема. А дали се прават дебати? Сигурно дека се прават дебати по телевизија, исто дебати има, Соединетите Американски дебати држави. Има по 2-3. И дали одат таму сите политичари или кандидати, претенденти за да освојат некоја позиција? Тоа им е должност. Должност им е, бидејќи овде ги не може како овде сега сака доаѓа, не сака не доаѓа. Тоа им е должност дека треба се појават и ние што плаќаме такса, tax payers што ги викаме, треба да знаеме што ќе вети и што ќе исполни. И дали ќе на следното гласање ќе добија 2 гласа или ќе добија 2000 гласа. Така па многу проста математика е тоа. Колку испорачено, толку гласови. Мислам едноставно така. Колку музика, толку пари. Да. Инаку еве уште еден пример да кажам, пред 6-7 години во државата Квинсленд беше на власт лабористичката партија. Гласачите не беа задоволни и од мнозинство во власта и пратеници ги сведоа само на 3 пратеници. Значи нема тука сега кој за оваа партија јас сум тоа. Ти си австралијанец и ќе си го гледаш животот, ќе го бараш, а не ние чекаме сега иднина од политичката партија, од СДС чекаме или пак од ВМРО ДПМН, ДУИ или ВЛЕМ или пак левица. Нашите луѓе овде не очекуваат работно место или иднина од институциите. Таму е апсолутно грешката, ако не се поправи ова, Миријана. Еве после 8 години повторно истата реченица ја кажувам. Институциите ако не проработаат, ако се уште раководат политичките партии
во нивните рамки ја раководат Македонија како држава, ние нема да напреднеме ни еден сантиметар. Така, го знаеме и ние тука, Ицо, меѓутоа еве тешко се менуваат некои работи. Времето ни истече за емисијата, благодарам што споделивте искуства, што дел ни кажавте и за Австралија, како функционира предизборието, за поставувањето на спомен на бистата на Илија Димовски Гоче, сега во вторник рековте во 11 часот. Во 11 часот, кој е во можност нека посети и што упативте и порака и до надлежните институции и до сите граѓани. Да. Благодарам уште еднаш и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување од мене.